Поштовани гледачи, точно за 7 дена, како што ви најавивме и минатиот пат, така и овој ние сме заедно тука со вас на истата ваша фреквенција и следуваат минутите за најновата наша сцена. Добре ни дојдовте. Накратко, во оваа наша сцена вашето внимание ќе го зачуваме со она што ќе го пренесеме како дел од веќе одржаниот 19-ти поред Роса Фест и оваа година. А воедно беше одбележан јубилеј од 25 години од постоењето на Радио Роса. А секако, имаме и новитет кој што ни го носат момците од Адреналин Бенд. Многу повеќе за ова во минутите кои што следат, а вие останете со нас. Годинава по 19-ти пат се случи реномираниот Фолк Фест Роса. На него продефилираа голем број македонски звучни имиња од македонската фолк естрада. Ке наброиме само неколку: Наум Петриски, Зујца Лазова, Сузана Спасовска, Анета Наковска, групата Соната од Велес и многу други. Секако се разбира и сексапилната Сузана Гавазова. Дел ни ги пренесува своите впечатоци од нивниот настап. Повеќето во глобала, нивната констатација е дека е добро што се случуваат вакви настани, пред се поради нивното заедничко дружење како колеги, но и она што се пласира како нова песна на македонската музичка сцена. Организаторот, односно директорот на Роса продукција, Милош Дејановиќ, презадоволен од сето тоа. Повеќе од следниот прилог. Годинава се реализираше 19-тото издание на музичкиот фестивал Фолк Фест Роса. Имено на едно место се собра познатата фолк елита од македонската музичка сцена, каде се отпеа бројни рефрени. На сцената во македонската опера и балет со своји песни се представија Анета Молика, Наум Петриски, Зујца Лазова, Благица Павловска, Сузана Гавазова, Душко Георгиевски, Миле Кузмановски, Анета Наковска, Сузана Спасовска, групата Соната и уште многу други фолк имиња. Сите со своји особености и специфики дадоа свој допринос во збогатување на македонската музичка ризница. Им продукција не би била ин доколку не беше директно во главното збиднување на ова фестивалско издание. Зад сцената, дел од фолк елитата го кажаа своето мислење од настапот и од пеаната песна. Во глобала сите задоволни како од отпеаната песна, така и од настапот со оглед на тоа што се пееше во живо. Анета Мицевска од групата Молика со позитивни коментари околу нејзиниот настап и песна. Задоволна сум од својот настап нормално. Песната беше на Далибор Даки Джошич, снимено во студиото на Бубе. Како што кажав, презадоволна сум, а морам да признам дека и прв пат сум на Роса Фест, еве 25 години јубилеј. Честитки за овој прекрасен јубилеј, посакувам уште многу години да постои овој фестивал, бидејќи само вака можеме ние колегите да се видиме, да се подружиме и така. Како се викаше песната, како носи наслов? Песната се вика Песно моја. Значи една убава, брза, динамична песна во која буквално може секој да се пронајде, една весела, убава песна. Со оглед на тоа што се пееше во живо на фестивалот, Анета со став дека македонската музичка сцена има доста квалитетни пеачи, така што тоа не представува никаков проблем. Што се однесува на нивните следни планови и активности заедно со групата Молика, Анета најавува бројни настапи и турнеи надвор од нашата земја. Следните планови се тоа што го завршивме најновиот албум кој што го спремавме за нашата далечна прекуокеанска Австралија. Значи за новогодишните празници ќе бидеме таму со нашите македонци, се разбира. Ќе се дружиме едно месеци и пол, така да еве поздрав до сите нашинци во Австралија, бидејќи ова телевизија се гледа таму. Своје мислење дека отпеа доста убава песна за која доби голем аплауз од публиката, имаше и фолкерот Миле Кузмановски, кој помеѓу другото за брзо време го најавува и својот нов албум. Мислам дека е убава песната, градска, убава тематика. Јас со тајфа идам, се вика песната. Се надевам дека и вас ќе ви се допадне и ќе ја пуштите во вашата програма на ИНТВ. Имаме добра соработка со вас, па се надевам дека и ова ќе ви се допадне. Секако.
Со кој соработувавте на музички план околу песната? Околу песната тоа е Рубин и мојот другар Дуле од Прилепски тандем овој пат, со кој што соработуваме неколку песни заедно и мислам дека веќе го најдовме правецот тоа што јас сакам да го пеам. И она што на некој начин, пошто сте препознатлив пред македонската публика. Така, што е ново кај вас на музички план? Се спрема новото CD и во студио треба да влезам за месец дена, готови се 3 песни уште, да се снимат уште една, мислам дека ќе фали и албумот е готов. Негде на пролет, здравије Господ, ќе го извадиме. Следната година. Да, не брзаме нигде, немаме тајминзи, немаме потреба, но мислам дека пролетта е убава пред летото, така да има нешто ново. Одлично, супер. Што во поглед на престојниот период, музички настани? Бевме, се вратив завчера од Шведска, Малме. Сега се гостувањето овие тековни низ Македонија. Потоа заминуваме јануар некаде за Германија. Така да и патување, и овдека, и снимање, така да е интересно. Да. Одлично. Што во поглед на снимање на нови видеозаписи? Да, секако ќе имаме соработка. Така. Секако. Токму така. Разговаравме ние со Ване веќе околу тоа и ќе го завршиме и тоа. Око мое беше насловена песната со која младата Стојне Николова настапи на годинешниот Роса Фест. Како што истакна, текстот на песната е од Огнен Неделковски, а музиката и аранжманот се на Бобан Мојсовски, со кој Стојне долго време бележи соработка на музички план. Една убава, малку побрза песна, во побрз ритам, која што има некои елементи од како етно стил, но има нешто малце заликува како егејска песна. Се надам дека ќе им се допадне. Публиката беше прифатена, предпоставувам, доби голем аплауз. Да, онака, уште сум и возбудена поради тоа и навистина ми е мило. Каде настапувате? Знам, кој пат да отворам твојата Facebook агента секогаш полна, значи секогаш ги најавуваш твоите настапи, каде се... Не баш секогаш, не ги најавувам секогаш и затоа ме стигнуваш? критикуваат моите фанови. Јас се извинувам, ветувам дека ќе од сега па натаму редовно ќе ви пишувам кај сум, што сум, за да не морам на сите нели да им враќам и посебно да ме прашуваат нели кај си, што си. Така, но сепак имате полна агенда, значи настапувате низ бројни... Дневно да кажам. Така, буквално низ целата наша земја. Да. Како ве прифаќа публиката? Па презадоволна сум до сега. Имаме навистина голем број на настапи, како во Скопје, низ цела Македонија и надвор од Македонија. И нека продолжи така. Каде за новогодишните празници, ако е се уште рано, можеби, но сепак ете јас ќе прашам. Па, имаме доста понуди, но уште не сме одлучиле. Но мислам дека ќе биде Швајцарија. Со свој новитет покрај песната која ја отпеа на Роса фестивалот се огласи и Зуица Лазова, која помеѓу другото го најави нејзиното повторно враќање на проектот Зајди Зајди. Еве се враќа, ќе ви кажам дека е ново, дека и Зајди Зајди се враќа на сцена со нова сезона, видеоизменето помалку, ама се во функција да бидеме подобри. Колку си задоволна од твојот вечерашен настап, од песната, како носише наслов песната, нешто повеќе да откриеме на публиката? Токму така. Песната. Така се вика песната. Да, песната се вика песната и пее за народот македонски кој што со песна му е и лекот и лелекот. И доброто и лошото кај нас поминува со песна, така што баш така и песната. Дело е на Филип Нуневски музика, аранжман на Љупчо Соколовски и текстот е на мојата драга пријателка Сонја Дојчиновска Јанакиевска. Така, одлично. Што е ново на музички план кај Зуица? Па еве кажав, многу сум среќна што се започна веќе вчера, се снимаше издание нова сезона на Зајди Зајди и мислам дека тука малку ќе бидам насочена повеќе. Ти можеш да знаеш како ми е кога ти се раѓа ново, изнедруваш од старото ново, повторно. Меѓутоа, ете ми се враќа веќе адреналинот, убаво ми е. Чувството е многу убаво, да. Да. Но кој па не го доживеел, не може да знае како е и тоа ствара еден вид и на зависност веќе,
бидејќи после 3-годишна пауза повторно снимавме и некако веќе ми се враќа и она самодоверба и сето она што треба да го имаме. Ексцентрична и сексапилна, не ја остави рамнодушна публиката со својата појава во македонската опера и балет фолкерката Сузана Гавазова, која отпеа песна под наслов Диагноза, потпишана од познатиот Цаки од групата Кисми. Со оглед на тоа што Сузе е на постојана релација Македонија-Шведска, ја запрашавме колку сега успева да се справи со постојаните ангажмани околу српскиот пазар и снимањето на незината прва песна на српски јазик. Песната не беше лесно да се сето тоа да се клопи, бидејќи музиката и аранжманот го правеа Денија Ликс, тој од Босна, текстот од Србија, Драган Брајович Брајо од таму е, музичар што свири на форшпилот на таа песна е од Бугарија, Сандрито се вика од Рико бенд, морам да го поздравам и да му се заблагодарам исто така за тоа што заврши работа. Па сега и спотот веќе го чекаме при крај, така да ќе биде во скоро време ќе се промовира и песната и спотот. Со оглед на тоа што навикнати сме да гледаме доста егоцентрични сцени во српските спотови, Сузе ги има и тие и стас и глас. Ке може ли да се види таков спот налик на српските? Мега 29 да земеме пример, прво што ми паѓа на памет е Елена Крлеуша. Ние работевме со Харис Дубица и тој рече дека да го направи малце поинаку, да не како сите исти, да се двои малку од тие српските спотови, ама има доста и убави кадри кои се може да бидат интересни да го привлечат гледачот да го гледат повеќе. Постојано сте на релација Шведска-Македонија, како успевате да ги усогласите сите тие со оглед на тоа што сте веќе и мама? Па и тоа е тешко, ама се знаоѓам некако. Секогаш има некој во Шведска, сега се мојата сестра и зет ми, пред тоа беше мајка ми, па секогаш имам луѓе околу себе кои ми помагаат и некој од Македонија, да не ме фаќа носталгија за Македонија. Така, меѓутоа колку мама не достига дома? Па не достига, ама не сум многу отсутна, искрено да ви кажам. И кога патувам некаде, гледам и нив да ги земам и дечињата, ама сега многу беа отсутни од градинка, па сакам да одат повеќе во градинка, да го научат шведскиот јазик, а нив брзо им моди, така да ги оставив оваа недела да ги чува сестра ми и да ги носи во градинка. Да го научи шведскиот јазик? Го научив, да. Не го практикувам многу, но тоа што го научив, го изговарам правилно и плюс добро читам и добро пишувам на шведски. Тоа е најбитно. Да. Па има луѓе кои се многу години тамо го зборат јазикот, но не пишуваат затоа што не биле во школа. Јас веднаш отидов во школа, а сега тоа е прво и основно мора да знаат и да пишуваат и тие што се од странство, да го научат јазикот убаво, па потоа да се вработат некаде. Шведска е убава земја за живење и таму има просперитет и за сите, и дури и тие од странство, и за нив има работа и просперитет. Но јас не се откажам од Македонија. Еве, јас пак сум си тука и пак ме влечат корените овде и секогаш ќе ме влечат. И тоа секогаш го кажувам, можеби и досадно ќе звучам досадно, но јас си го кажувам тоа што ми лежи на душа. Татковината си е татковината тука и нема, тоа е факт на некој начин неизбежен. Сосема за крај, Сузе, каде ќе може да те види публиката за нова година ако веќе имаш склучено некаков договор, ангажман? Имам доста понуди, ќе видиме, немам се уште потврдено, а и јас сакам и мене да ми биде интересно. Лани бев во Прилеп, имам повторно понуда за таму, бидејќи лани преубаво си поминавме, феноменално беше, но овој пат ќе фатам на кај мојот крај. Може Струмица, Радовиш, но се уште немам потврдено. Битно ќе сум тука во Македонија. Свој настап на годинешниот Роса Фест имаше и Душко Георгиевски, кој истакна дека посебно му е драга песната која ја отпеа на овој фестивал. Да се пофалам, значи една од ретките песни која што
И на мене многу ми се допаѓа, не дека некој порано што сум отпел не биле добри, меѓутоа ова е нешто навистина посебно. Затоа сакам да се заблагодарам на Мијалче Стојанов, авторот на музиката и текстот. А веројатно гледачите го знаат по песните Кога ќе остариш, кога ќе овенеш, спомени стари и ред други, да не ги бројам. Значи, преубава песна, Роса фестивалот заслужува нешто вакво. Бидејќи 25 години веќе ни го збогатува нашиот етер само со чисто македонски песни. Како носеше наслов песната? Заедно да бидеме. Значи се зборува за една љубов која што трае, љубов која што почна, односно беше кронисана на свадбата со песните од сегашниот автор на мојата песна, Мијалче. Така што, да, посебно ми е драго, верувате. Она што ова година го одбележа е вашиот заеднички проект со Бајса. Не можам да се присетам сега како носеше. Конисток се вика. Значи, како тој проект е прифатен од публиката, има веќе подолг период, значи го промовирате, го предочувате на секаде каде што одите настапувате. Како е прифатен од публиката? Па да ви кажам, треба малку повеќе работа околу таквите проекти, бидејќи се работи за проект од изворна музика, нашето богатство кое што ние го поседуваме, за кое што на жалост странците треба да ни кажат дека тоа навистина вреди. Се потрудивме сите песни во тој проект, еве во овој проект беа од Источна Македонија. Меѓутоа пред малку и со Бајса разговаравме, но беше тука присутна на фестивалот. Има интереси од Западна Македонија, мислам цела Македонија си е наша. Потешко е за тоа што ви кажувам уште еднаш, странците знаат колку вреди тоа наше богатство, а ние на жалост не знаеме да го цениме. Тоа се обработки на една десетина песни и инструментални изведби кои што се потрудивме да зазвучат во она изворно руво, да не експериментираме многу, да не ги обременуваме со сајзери, со електронски работи. Мислам дека ќе си го најде времето и ќе влезе во македонското културно наследство. Кажавте ќе има аналогно од кон исток кон запад. Кој регион е побогат, да кажеме, со музика? Еве, можеби не е благородно ова што ве прашувам, но сепак. Па во секој случај не е благородно, меѓутоа мислам дека истото богатство е и во Источна и во Западна Македонија. Еве, има некои песни кои што се пеат и на исток и на запад. Да речеме, Жени ме мамо, сум ја слушал, првично јас сум ја слушал во изведба на Сариевски. Не сум знаел дека има потекло од Источна Македонија. Така што тоа кажува и за нас дека сме нација која што има богатство и која што треба да си го негуваме самите. На некој начин испреплетено е сето тоа без некоја ригорозна граница. Да, баш така. Кои се ваши следни планови на музичко поле? Па за сега ништо конкретно, треба да се размисли. Еве, работиме на промоција на тоа CD кој што го извадивме, концертни промоции кои што ќе бидат организирани во цела Македонија. Пред се во домовите на културата, во неколку веќе имаме договорено. Еве, слушам дека Тетово е сериозно заинтересирано. Охрид исто така, што ми е многу драго. Треба на тој начин да ги приближиме тие наши песни до нашата публика. Одлично. Што во поглед на новогодишните ангажмани? За сега се уште ништо ново. Не е трагично и ако останеме дома во кругот на семејството, бидејќи ако верувате од 88 година до денеска не сум останал дома. Така што веројатно ќе се работи нешто. Не е ни најважно што ќе биде. Битно е да бидеме со публиката или, како што реков, со семејството. Како последен, на кој му припадна честа да го затвори годинешното фестивалско издание, беше Грлото ненадпеано, легендарниот Наум Петриски, кој истакна дека е многу добро тоа што се промовираат свежи композиции во музичкиот етер. Песната напиша, текстот е на Орце Зафировски, музика и аранжман се на Дарко. Млад, свеж композитор, се гледа и по целата композиција дека е невообичаена. И така, истражуваме нови работи, нови снаги, нови сили, нови моменти. Што е наследно, што да очекува публиката од вас?
Поздравија, имавме нешто во план, меѓутоа ќе помериме се тоа за после новогодишните празници, сега малку некоја турнеичка до Германија, навака натака и да се спремаме за нова година. Каде за нова година? Нова година уште немаме ништо, меѓутоа и би сакал ова година конечно дома да си ја поминам со моите најмили нормално. Главниот виновник за целокупната музичка манифестација, која 19 години создава македонска народна музика, директорот на Роса продукција Милош Дејановиќ, не го криеше задоволството од целиот досегашен вложен труд, како и 25 години успешна приказна од Радио Роса. Јас сум пресреќен што успеавме ова јубилејно издание да го изведеме во да речам најдобар ред, нели секогаш може подобро, меѓутоа како што и самата публика покажа со одушевување, како што и самите гости вечерва се добро расположени, верувам дека успеавме да направиме една доста квалитетна јубилејна прослава. Не знам што, искрено сум малку и преморен од целата организација. Товарот паѓа на мал број луѓе кои што се директно заслужни за сето ова. И посакувам да трае ова приказна уште многу години. Не заради друго, него заради тоа што сметам дека сме оставиле навистина квалитетен бренд кој што знае што да им пласира на публиката која го слуша. Нели Радио Роса е медиум кој се слуша, Фолкфест Роса е медиум кој и се слуша и се гледа. Фестивалот се надевам дека ќе доживее своја и столетица и понатаму многу јубилеи. Им посакувам успех на сите кои што ќе бидат вклучени во понатамошната организација на фестивалот, затоа што не планираме да останеме само на ова, него планираме малку и поголеми подвизи. Се надевам дека сето тоа ќе успееме да го издржиме, да го оствариме и да докажеме дека македонската музика вреди да биде светски пласирана не само во рамките на Македонија, не само во рамките на електронските медиуми, него општо во сите пори на современото општество. Како започна идејата за сето ова, значи организирање на еден ваков фестивал токму со народна музика? Па знаете како, во време кога во Македонија се слушаше многу народна музика, во тоа време главниот виновник е сопственикот фактички на Радио Роса, кој што препозна дополнителна потреба кај народот, кој што не можеше да се засити само со тогашните фестивали Валандово, Цветници, Гоцефест и другите тогашни фестивали, и реши, користејќи го потенцијалот на својот медиум и она што ќе речам народски образот на нашиот медиум кај нашите композитори и пејачи, да го искористи и да направи еден сопствен фестивал кој ќе се разликува од другите, кои што знаете, сите фестивали до Фолкфест Роса беа надпреварувачки фестивали. Ние бевме првите кои го скршивме мразот и решивме да направиме комплетно ревијален фестивал, каде што единствените награди ќе ги даваме како награди за животно дело на луѓе, личности кои што навистина оставиле печат на македонската музичка историја. Еве, ќе ги споменам годинашниве добитници на животно дело, тоа се Нино Величковски, Наум Бурнас и Ферус Мустафов. Додека пак во далечната 2000 година добитници на награда за животно дело беа Васка Илиева, Александар Сариевски и Тале Огненовски. Ме враќате многу наназад, многу спомени, многу прекрасни моменти во сите овие 19 години на фестивалот. Значи, еден куп хитови се родија на овој фестивал, меѓу кои Лазарополе на Наум Петрески, Ке пијам, ке лумпувам на Гоце Арнудов и Бог да го прости. Значи, фестивалот е богат со преку 300 и кусур фонограми, односно песни, кои што се појавиле на нашиот фестивал, и во овие 19 години сме успеале барем третина од нив да ги обнародиме меѓу народот. Се надевам дека ќе продолжи таа традиција, затоа што не е мала бројка. Така, посебно и за истакнување и тоа што се пее во живо на фестивалот? Па, да.
за восхитие што успеавме по мене едни од најдобрите грла да ги собереме вечерва на исто место. Иако имам разни настани во градот, овие луѓе решија да не испочитуваат и за нашиот јубилеј да бидат дел од нашиот фестивал. Повторно ќе речам, публиката беше воодушевена затоа што прво не секој знае и умее да пее во живо, второ она што го направија тие вечерва беше стварно за восхит. Фестивалот, кој стандардно беше од ревијален карактер, посебно за издвојување е да се напомене дека по традиција се доделува само награда за животно дело. Годинава таква награда им беше доделена на Нино Величковски, Наум Бурнас и Ферус Мустафов. Момците од Адреналин Бенд неуморни во својата работа. Тие повторно снимаа нов проект заедно со Им продукција. Станува збор за песни за кои, како што велат, за сечи вкус. Повеќе во продолжение.
Почитувани гледачи, денес во хотелот Престол нашата екипа го снима проектот на Адреналин Бенд. Повеќе ќе кажат моите денешни соговорници Филип и Ивица, но најпрво како си поминавме? Вака, прво добар ден на сите гледачи. Како и секогаш со вас, со ваква екипа, нормално си поминуваме пребо, малку уморно бидејќи со патот од Сабајле, нели? Патуваме, али се заврши конечно и се е супер, одлична атмосфера и тимски дух и работа помина овој ден, ете работен ќе кажам. Како што најавив, значи го снимате вашиот најнов проект. Ивица, за што точно станува збор, за какви песни? Ова е наш прв проект би рекол 100% лайв отсвирено, значи нема никакви маски, нема корекции студиски, така да ова е една наша лична карта музичка, би рекол, и тоа е тоа. Филип, што поточно има значи во проектот? Имаме свадбарски песни, имаме некоја забавна. Па проектот значи не е нешто непознато за гледачите. Значи се состои од познати песни исплетови македонски, ќе кажам и свадбарски. И има опфатено има и од забавниот дел, исто и песни како посебно и сплечење некои забавни така за помладите гледачи. Јас имав можност да присуствувам и да ја почувствувам таа атмосфера со вашите песни, има и македонски, има и српски, значи има и за забава, има и за уживање, има се. Има и за пиење. Така, и за пиење и уживање. Ивица, имате доста песни во вашиот проект, сигурна сум дека го подготвувавте малце подолго, песните се, како што кажавте, отпеани и отсвирени во живо? 100% во живо и колку време па не сме мереле точно колку, меѓутоа можеби месец дена онака со прекини, со појди застани, би рекол, нели. Така да напорно снимавме и одзима време, не сме, значи не е студиски, така околу месец дена работевме затворени, да кажам, на проба и ете го производат. Така. Нашите гледачи за скоро време ќе имаат можност да го погледнат и да уживаат во овој ваш проект. Кои се вашите очекувања? Нормално, како и сите наши колеги и бендови пејачи, очекувањата од секој проект, од секоја песна, нормално очекуваш да биде убаво прифатено од страна на публиката. Еве во иднина имаме и некои планови за друга авторска песна, наша лично, али во поинаков стил. Значи, дали ќе откриме нашите гледачи каков стил станува збор? Па зашто да не, ние имаме две песни за нас. После тебе и Летна шима, вашите големи хитови. Так. Значи следува и трета песна. Да, али ете ќе кажам за нашинците во диаспората поинаков стил е да пробаме да им докажеме на гледачи дека не сме ние забавњаци, дека ќе снимиме и авторска песна или ете печалбарска некоја. Јас мислам дека добри музичари можат да пеат и свират се, значи и забавно и наравно, така да добро би било ете една печалбарска песна да им направите на нашинците ширум светот да можат да уживаат. Летниот период сигурна сум дека го поминавте фул, така? Како се поминавте? Како помина летниот период? Ни летна бргу летово, искрено, и не знам, некои посебни моменти не можам да бележам, освен тоа дека значи снимање проекти, само што ќе почнеме еден проект, ќе го завршиме и после тоа значи додека го реализираме, после тоа значи одма не застануваме искрено и постојано сме под дејство на функција онака музички да што следно ќе биде како материјал, дали забавно, дали народно, во кој правец да се движиме, каде ни се пропустите ако имаме веќе и така да. Така, значи неуморно работите на нов материјал, снимање на нов материјал. Филип, каде наш? Уморно работиме, нормално, ама се мора, тоа е со полна пара. Со полна пара. Битно е со апетит, би рекол јас. Апетитот е присутен кај нас и желбата, така да
упорноста покажува на резултати секогаш. Филип, за сите оние кои што сакаат да уживаат во вашата музика, во вашите свирки, каде може да ве најдат периодов? Настапуваме, значи, претежно, значи, цела Македонија или почесто по Скопје. Не сме стационирани на едно место, значи со различни датуми. Да, со различни датуми може да видат на вашиот Facebook профил може да ве најголема реклама, мислам, може да не следат Адреналин Бенд Скопје и ќе видат каде и што, како се движиме и настапуваме. Така. Се приближуваат новогодишните празници, дали веќе имате преговори за настап за дочека на Нова година? Има веќе понуди, предлози. Сега сме во една, би рекол, во еден период на прашалници, дискусии, дилеми, каде, шо, како. Мислам дека за брзо време ќе знаеме кај ќе гостуваме. Откриеме на гледачите. Значи за скоро време ќе им откриеме. Дали може би престои некој настап надвор на нашата земја? Ајде Ивица. Ајде Ивица. Искрено секој од нас очекува и ние предизвика тоа на некој начин. Јас се надевам дека ќе има прилика. Јас сум сигурна дека нашите гледачи после овој проект, бидејќи има навистина убави песни во овој проект, сигурна сум дека ќе го препознаат вашиот квалитет, дека наскоро ќе ве поканат да им гостувате во некоја во подалечните. Да, токму така и тоа што сакав да кажам и да го нагласам како мен, значи овој проект како последен, како најнов е токму она што претходно го кажав 100% лайв. Адреналин Бенд од Скопје навистина вака звучи и во живо настапува баш онака како што сега, нели, презентираме на јавност. Јас ви благодарам што одвоивте време да кажете збор-два за нашите гледачи. Се надевам дека вашиот проект ќе биде успешен. Ви благодарам на вас што не пред не изтрпевте денеска. Цел ден. Нас ни беше задоволство и ние уживавме. Так. Јас се забавав навистина со вашите песни, со вашите изведби. Така, поздрав до сите гледачи, значи еден поклон денес од нас и пакетче пред Нова година. Да, пред новогодишно би рекол. Еден подарок и нека уживаат. Благодарам уште еднаш.
sebe. Ništa ne grubo ako je od tebe. Pušti nas me među prave i od zlato. Jedan pogled među trepki jama dabo. Kažem slučajno zabaveno i filmski. Samo raka podaj mi tajno stisni. Po tebe každa gaziš moj pogled vakruva. Moje srce znam ki ti odbrojuva. Kori nadežde da dojde tvoj očekov kod mene da pojde. Po tebe každa gaziš moj pogled vakruva. Moje srce znam ki ti odbrojuva. Kori nadežde da dojde tvoj očekov kod mene da pojde. Po tebe. Kako bih te ja, kojim to imenima ove noću želju zvao. Jer odavno si ti na njegovim ramenima, a moj dakle sad je stao. Ne dozvoli da provedem sam još jednu noć. Ili dođi ili zovi hitnu pomoć. Ne dozvoli da provedem sam još jedan dan. Bez tebe ni na kopnu nisam siguran. Let's go! Ne dozvoli da provedem sam još jednu noć. Ili dođi ili zovi hitnu pomoć. Ne dozvoli da provedem sam još jedan dan. Bez tebe ni na kopnu nisam siguran. Ne dozvoli da provedem sam još jednu noć. Ili dođi ili zovi hitnu pomoć. Ne dozvoli da provedem sam još jedan dan. Ja bez tebe ni na kopnu nisam siguran. И после целиот овој избор на музички информации кои што ги подготвивме токму за вас, верувам дека сте побогати со сето она што го пласиравме во оваа наша сцена. Доколку е тоа така, повторна средба ќе ви закажеме за точно 7 дена во новата наша сцена. Вам ви благодарам за вниманието, секако благодариме и на бутиците Мис Сара кои што се грижат за нашиот изглед. Повторна средба за 7 дена, довидување.